На 13 јули 2010 година Министерството за внатрешни работи поднесе кривични пријави против 12 поранашни и сегашни врвни раководители во РЕК Битола. И тоа тројца директори на рудниците, двајца директори на термоелектраните, еден директор на комерција и еден личен советник на генералниот директор. Значи, поднесени се кривични пријави за криминал и корупција не на еден, не на двајца, туку дури на 12 директори или речиси на целиот менаџерски тим на РЕК Битола. Македонската јавност е сведок дека подолг временски период ЕЛЕМ, а во нејзин состав и РЕК Битола, освен неспособноста во раководењето и управувањето, ги следи и серија на криминално-корупцијски афери. Дека станува збор за огромен и тоа смислен и организиран криминал, говори и фактот дека обвинението ги товари 12 директори, дека во текот на целата 2008 година континуирано правеле криминални и корупцијски действија, подпишувајќи нереални фактури со што ја оштетиле РЕК Битола за околу 8,6 милиони евра. Кривични пријави за своето работење во текот на целата 2008 година добија сите први луѓе на РЕК Битола, освен нивниот прв предпоставен, тогашниот генерален директор Зоран Коњановски. Бидејќи на секого во РЕК Битола, во ЕЛЕМ, па дури и на неупатените им е јасно дека 12 директори не можеле да одат ниту на појадок без знаење и согласност на генералниот директор Коњановски, а камоли да прават криминал тежок 8,6 милиони евра, се поставува основното прашање. Како е можно сите клучни директори во РЕК Битола да се обвинат за континуирано криминално работење во текот на целата 2008 година, а на генералниот директор, како на најодговорно лице во институцијата, ниту влакно да не му фали од главата? Како е можно личниот советник на генералниот директор да добие кривична пријава, а самиот генерален директор не? Зошто Чинговски и Коњановски, како генерални директори на ЕЛЕМ и РЕК Битола, дозволиле континуиран криминал и корупција во РЕК Битола во текот на целата 2008 година? Зошто за овој крупен криминален и корупцијски скандал молчат генералниот директор на ЕЛЕМ Чинговски и премиерот Груевски? Зошто Чинговски и Груевски го штитат Коњановски и на тој начин стануваат соучесници во криминал тежок 8,6 милиони евра? Во кривичните пријави од Министерството за внатрешни работи се вели, цитирам: известувања се доставувани до техничката секретарка на генералниот директор по факс од страна на производните единици, на прашање дали некој ги анализирал. Оттаму се поставува прашањето зошто генералните директори не ги анализирале известувањата. Или пак, ако ги анализирале, зошто не го спречиле криминалот што траел цела 2008 година? Конечно, како е можно 12 обвинети директори ден денес да работат во комбинатот, наместо, како што тоа власта го прави во сите слични случаи, да се уапсини пред ТВ камерите и да им се одреди мерката притвор? Зошто владата свесто дозволува можно повторување на криминалот или пак прикривање на доказите за веќе сторениот криминал? Дали во овој криминален скандал не постои опасност обвинетите да влијаат врз сведоците? И со кој авторитет обвинетите директори се појавуваат денес пред вработените во РЕК Битола? Дали оваа огромна криминално-корупцијска афера е само мал дел од уште поголемиот криминал кој се прави во ЕЛЕМ и РЕК Битола со очигледна поддршка на Груевски и владата? Затоа, се додека не се расчисти овој огромен корупцијски скандал, најмалку што треба АД ЕЛЕМ да направи е да ги суспендира и отстрани обвинетите од нивните работни места. И секако во целиот овој криминал мора веднаш да се истражи и на објективен и неселективен начин да се испита улогата на Зоран Коњановски.